Заврши законскиот рок за откуп на тутунот. Велите во глобала сте задоволни од реколтата 25-та. Колку е, што е тешка, колку помина и секако веќе вие ги доставивте своите предлози за цени за новата, бидејќи од понеделник веќе почнуваат склучувањето договори. Да, точно е. Заврши ова реколта. За нас како Сојуз е доста успешна. Заради тоа што 99% од количините се купија само во прва класа и без отпитоци. На тој начин се задоволни и самите тутунопроизводители. Колку има досега откупено? Досега се откупени 26 милиони 120 илјади килограми тутун по просечна цена од 418 денари. Дали преговорите за новите цени се при крај? Уште еднаш да ги повториме вашите предлози и што нешто доаѓа од страна на откупните компании? Преговорите за околу откупната цена за новата реколта завршија. Да, ние понудивме цени од 510 денари прва класа, 460 денари втора класа и 400 денари трета класа. Со тоа што ако ги прифата нашите цени, дека ќе оди откупувањето на класи. Меѓутоа тие ни понудија пониски цени. Еве оставаме момент да ги коригира уште ден-два и после тоа ќе изјавиме јавно, ќе кажеме дека ние со нивните цени во овој момент не се согласуваме. Што понатаму? Понатака нашата борба ќе остане се до почетокот на откупот, дека ќе бараме да се поткренат цените или со анекс на договори пред почетокот да се ги изедначат цените и да ги зголема цените врз основа на инфлација, на трошоци, на се останато друго. Како ви интересот за новата реколта? Па интересот за новата реколта баш за мене изненадувачки, заради тоа што овде добивам податоци од подрачниве Министерства за земјоделие, што се дека има зголемен интерес и има бележување на парцели за прв пат со нови договори. Имаше дилема кај тутунарите во однос на обележувањето на парцелите и во однос на поврзувањето по површина и килограм предаден тутун. Дали тоа ќе важи за оваа година или пак останува да важи за наредните? Како е тука планот? За оваа година таа идеја нема да помине, не поминува, така да тутунарите да си рајат, ќе си добија субвенции и за килограм и тие што имаат пријавен по површини и површини. Меѓутоа сакам да апелирам. Значи сите тутунопроизводители да ги искористат овој момент за време на правење на договорите, да си ги бележа во ЕРС системо парцелите за да наредната година да рајат, да си добија субвенција по површина, килограм нафта и по килограм предадена количина на тутун. Зборувавте за измените во законот, особено во оној дел каде што барате рамноправен третман со откупувачите за одлучувањето за реколтата. До каде е сето тоа? Па за 99% законот за тутун е завршено, ни остана уште два, да речем, члена во менување во законот за тутун. Меѓутоа во моментов запрена е комисијата за работа, ради тоа што дел од членовите се на боледување ради тоа што имаат некој вирус и не се на работа. Така да за 10 до 15 дена значи ќе завршиме комплетно законот за тутун и ќе го поднесеме до влада, после тоа постапката е, знаете вие каде по собрание. Едноставно речено, каква производствена година очекувате? Па јас лично очекувам и моите соработници очекуваме за ова реколта дека ќе имаме успешна, ради тоа што самото кажување дека се зголемен број на интересот на нови тутунопроизводители, се надаваме, тоа ни дава за право да мислиме дека ова година ќе биде значи по површина и по килограми поголема од претходната. А со тоа очекуваме да биде и цената повисока него ланската година, односно од оваа реколта да биде поскапа новата реколта. Па прилично сме задоволни, очекувавме повисоки цени, но и со ова сме до некаде задоволни со откупната цена. На крајот останува уште некои количини, тоа мали количини се, останува последната берба што беше, есенската берба што ние викаме тутунарите. Прилично се задоволни. Има и незадоволни, ама тоа е многу мал број и со мали количини. Колку вие имавте произведено, а сега колку ќе произведувате? Некаде 4 тона јас имав произведено, зголемување нема да имам, тука ќе бидеме исто со таа количина.